Kliment Ohridski je sozdatelj na Ohridskata književna škola. Kako jedna suštvena karakteristika na ta škola se istaknula to, što u jazičen pogled ta go продолжува опитот на Кирила и Методија. Тоа и не е чудно, бидејќи во основата на писмениот јазик, создаден од Кирила и Методија, лежат македонските говори од Солунско. Меѓутоа, освен таа карактеристика и освен она што е граматичка и фонетска одлика и ортографска одлика на јазикот на Кирила и Методија што го продолжува Климент, ние во Климента имаме еден писател, автор што стои на врвот на средновековната речитост. И тој за словенскиот писмен јазик има придонесено многу, бидејќи ја развива талентирано реченицата на словенскиот јазик. Неговото зборување е уверливо, богато, тој е поетски понесен и спрема тоа тој има големи заслуги за создавањето на еден стил во рамките на старата словенска литература. Значењето на Климента за јазикот на старата словенска литература е особено зголемено со тоа што неговата варијантата на Ohridskата книжевна школа, беше прифатена од рускиот центар по покрстувањето на Русија. И се разбира, тоа на делото на Климента му обезбеди и една широчина на дејството и една трајност. Од сето ова ние гледаме дека Климент Ohridski представува една многу значајна фигура, дејноста на која не се ограничува само на едно поле. Тој е писател, тој е поет, тој е организатор, проповедник и тој представува една фигура со која словените можеле во средниот век да се гордеат и да бидат представени пред другиот цивилизиран свет. И не е ни чудно што е Климент првиот од словенскиот род што доби и признание од страна на Византија. Познато е дека двајца архиепископи Ohridski, грци, на грчки јазик, Теофилакт и Димитрije Коматијан, напишале житија и похвали на Климента.